Здраво на сите, здраво криптореволюция. Едно от моите кратки видеа. Кратки видеа. Не, стварно ќе се трудам денеска да видам дали ќе можем да направим едно кратко видео от 15 минути от и дечките много ги мързе от 30 да гледат. Много убава слика за почеток. Значи како викат една слика, милиарда зборови. Али тоа е. Не знам. И на Инстаграм и на Фейсбук автоматски објавив дека сум блокиран поради стотици илјадници пораки и упорно луѓето си праќаат пораки, разбираш. Значи, отварам ја пораката, не можам да видам што ми е напишано. Значи, и го надов, кажи го месенџеру и се, денеска пред 30-40 минути успеав да отворам, на дел од луѓето врнав, разбираш, и после па даваме го како, иако имам направено аплод, апдейт на месенџеру, ми врте, разбираш, као демек. Чудна работа. Како и да е, джаве ми праките пораки да знаете, не може да одговарам. Затоа пишете коментари. Без паника, другари, аналитиката е таа. Bull market ки има, ако сака Трамп и уште 10 шиткоини да крира и они жена му, bull market има. Сигурно има некој план. Чудото не пропадна. Значи, нормално е колку коригира, али испаднав за една работа управо. Еве, над 100 и нешто луѓе околу мене, викам другари, шо направивте, да речеме, и кажуваат, пренесат повиците, што ми ги пренесува, што се слуштавме, значи, вика, сите го купивме. Како го купивте, брат, нели немавте пари, па брат, сменивме ги алткоините. Значи, сите македонци ги смениле алткоините, другари, прашав американци, и они ги смениле, читав коментари и они ги смениле. Значи, за тоа паѓат алткоините. Сите ги сменија за Трамп. Ево е. Значи, интересното е што Трамп коин, ако не се крираше Мелани, на Меланија, тоа чудо, другари, ќе идеше до 200 и 300 и кој знае до која позиција ќе отидеше. Значи, ако не се крираше, значи многу луѓе мразат што се крира, а ја мислам, ако не се крираше Меланија мемето, кој знае што ќе се случише со овој чудо со Трамп. Значи, то сигурно ќе отидеше 200, 300, 400, 500, алткоините ги откараше луѓе не знам дека. Значи, ќе беше страшно. Значи, не верувам ово дека Баро нека го убедил татко му да го крира ово чудо, па после мајка му ја убедил. Значи, другари, ово е многу про. Ово е математика, другари, многу про направи. Значи, Трамп го срина со оваа тактичка игра целио. Значи, гледаш, биткоин доминен си остана. Не забравајте. Сите викат биткоин доминен заврши, тука е алткоин се. Не, другари. Значи, ќе се влечеме. Ако сите мислат дека ќе биде така алткоин сезоната одма да експлодира, значи секунди, значи не е никош така. Еве, биткоин доминанс и 100 брат. Седо дека има биткоин доминанс. Значи ние не може да видиме алткоините да експлодират, другари. Значи еве, Етериум не е ни мрднал. Еве, Трамп сега, нели, крира там адреси, ово ќе го пумпат и него, сирот ќе скапи му адресите. Ово ја па скапи му трансакциите. Не знам како и шо планират да изведат, сигурно имат нешто, некој джокер, али, како и да е, ово чудо привлече многу американци, значи колку е негативно, денеска го истражувам. Мојата група нема зборење за маме, али ово е председателското маме и на првата, кажи го, на првата блокира ви мозоко на првата дама, значи и морам да го зборам за тоа што многу влијае на алткоините и пробам да истражам што е финтата, дали за донации ќе ги користат. Не верувам да ги продават. Јас се извинувам, не верувам да ги продават за нив. Нелегално е тоа чудо. Значи мислам дека ќе има нешто, некоја финта, чека да имам само дека беше, Значи, другари, милиони американци од пријатели, дури таксистите зборат низ Америка, замисли за
за крипто веќе и почнуват да креират Coinbase, почнуват да креират Gemini, почнуват да креират Phantom Wallet и чуда да купуват и да чекат наредно маме, а и полека, нели, диверсите сакат да направят. От американците са научени на това. Значи они мора да имат малко злато, да зборам за старите, по-младите веќе не. Значи малко злато, малко акции, малко накид, чуда, кеш обавезно држат, от Америка знае да е страшно без кеш. И почнуват додека сите нели испуштија го возо со мамиње, со мамето на Трамп и на Мелани. Значи полека добро е што креират креират крипто берзи, мислам креират крипто профили и полека другари ќе почнат да товарат. Ќе почнат да товарат и алткоин сезоната джабе паничите. Престанете брат да ми праките пораки. Ќе почнам да блокирам, најискрено кажувам. Сега, мислам не да ве блокирам, ќе ве тргнам од пријатели и нема да ве блокирам. У групата може да стоите и YouTube, ама ќе почнам да ве тргам брат од пријатели на Facebook и досадни сте ова брат. Значи, не може ни да отворам пораката кај тие што видам, нели, горе пишува, без да отворам на месечно се гледа bear market почнала. Другари, вчера улегнавте у крипто, брат, не ми интересира едноставно вашето мислење. Значи, имам си мислење. Пишете си, например, у групата на YouTube си пишете, не е проблем. Ама у приватни пораки ми пишувате за вашето мислење за дека bear market почнал. Жити се, брат. И линкови исто. Престанете да ми пракете, брат, линкови. Јас сум по цел ден на интернет. Пракете ми линкови, ја тие линкови сум ги више видел. Значи линковите и за крипто, и за геополитика, и за се сум видел. И за вонземјани сум видел, и пратам луѓе. Значи јас сум многу време буквално сум по 10 сата на YouTube само прегледам што се вика листам видеа. Значи кај мен не се гасе телефон и телевизор. Значи дали сум у кола, дали сум отидел некаде, значи ностоп врте YouTube видео за крипто, геополитика, историја, вонземјани, античка историја истражувам. Значи само да се преселам во Македонија, ќе сите информации што ги знам ќе ги сврлам у јавност. Значи знам доста информации. Знам многу информации. У меѓувреме вие на мојата група се префрлете. Неам мистериозно на Инстаграм многу луѓе ме додават. Не знам зашо. Валјда од како на Иван го направи видеото, што искрено мислам. И валјда се видели искрен човек, па викат чека да видиме кој е тај. Ако следат на YouTube, има криптореволуција, значи група. Треба да му кажам на Иван да ја става ако сака таа криптореволуција, пошто луѓето поема немат. Појавувам се на YouTube и кој е овај тип, разбираш. Што сакам да кажам, значи луѓе колку и да е негативно, значи на Трамп шиткоино нешто има некој план типу. Чим не крашна до 0.14 или до 1, 2, 3 долари, нешто планира, гледаш, не продава. Многу луѓе станаа милионери и не се докажав, да. Многу луѓе станаа милионери, али, за тоа сакам да снимам видеото. Значи, направија многу пари на Трамп коино, без разлика на која цена упаднаа, истредаа направија. Дека се зафркнаа тактички Трамп и дозволи да направат пари. Математички и тактички се креира Меланија, префрлуваат се сите тука, мислејќи дека во чудо исто ќе оде до 70 долари или до 50, како што читав. Тоа чудо не отиде, другари, чекај, ја не видов. Тоа чудо не уиде до 70 долари. Значи тоа чудо отиде до 13 долари. Чекај да имам тука што пише all time high, 13.73. Значи, другари, тие што купија на 17, тие изгореа. У паника продават, со сигурност 60-70% се продадели у паника за да спасат нешто пари. Тоа типично го прават, пошто многу нови упаднаа. Значи, тие старата гарда и да се купиле на 13, тие ќе го чуват. Тие знаат дека ово кога е да е пак се напумпа. Разбираш и ќе го чуват.
без разлика дали ги изгубят или не, то е старата гарда, они знаят да направят пари от биткоин, от Ethereum, Cardano и от други работи. Тие и инвестират и от други маме. Ки извините, че викам, маме си го викам и то е. Кажи го, проблемо е, значи защо викам да стоят една страна от тия шиткоини, що се криират. Ако сте успяли да направите пари, браво, ама требало на all time high да се върнете, па да си купите технология. А не нашите шо правили. От тук направия профит, лупная си у Мелания и ги изгубия парите. Лупная си у Мелания, затова ще се утепава купвайки на $13, на 12, на 10, на 8, на 6. Ево на 4, беше и на 3, ако не се лажа. 3-5. Че луѓе, кажав ли ви дека ќе фанете пари на еденио, ќе ве заколат на другио. И еви спаднав. Че над 100 и нешто луѓе у контакт ми кажаа дека сите нивни пријатели фанали на Трамп, изгубили на Мелания. Че луѓе, фанали сте на Трамп. 90% враќате тука, кажи го, враќате у технологија, 10% да сте пробали Мелания, то се ваши пари, окей, ќе разберам. Ама 100% да идете у Мелания и да изгубите парите, че то само таленти како вас може да го направят. И после некои им пишуват по упораки, брат, какво да се върнем, що да направим. Че брат, купете си Cardano, купете си Ethereum, купете си биткоин и чекайте ги се върнете. BNB си купете ги се върнете. Че какво я ки ви кажем упорака, какво да се върнем, брат. Трябваше да те послушаме, трябваше да не купуваме, трябваше да стоим една страна от маме. Трябваше, ама тая лакомостта. Сега това е, другари. Купете си Cardano, купете си Ethereum, купете си BNB. Па дори и Solana, гледаш, чим Трамп го избра. Значи Solana е белото мече, Ethereum е белата мечка. Значи защо го викам така? Да го избегнам алгоритъму да не ми блокира под насловите. У групата, CoinMarketCap. Затова викам белата мечка, нали? Защитен е белата мечка и по-малото е защитен белото мече. Гледате, и ако се скапи транзакциите на Ethereum, лудница, брат, само луд човек може да користи. Трамп сега купува, кажи го, домейни, купува, кой знае що планира. Значи он и така се скапи транзакциите, ще фаля он нещо да извади на Ethereum Network. Та мрежа ке отиде $1,500 како на време транзакция. Solana исто видовме, другари, сега да не ви чепкам, да не тражам, покажав ви. Нефункционална. Кай мене не работеше, брат. Кай мене беше с крос блокирала, брат. Значи аз сега губам. Че аз губам. Затоа што играта ту копа, ту не копа Sage Labs. Не може да помина транзакциите, човече. И разбирам го Трамп, нека направи, братче, що не направи на Cardano, бе, брат? Що не направи на някоя друга мрежа? Дора BNB е кинеска. На нещо друго направи. Не на Solana, бе, цар. На Solana е нефункционална мрежата. Упорно си форсират нивни мрежи. Ама това е. И друга позитивна работа, що се роди, що сега да покажам. Дека беше, бе, брат? Чекай тук, рефреш не е направено. Те го я. Made in... Значи, гледай, CoinMarketCap. Made in USA. Ово ми се свига, виж. Ово ми се свига, брат. Ово е много голем бенефит. Значи, ово е првата паметна работа, що са направили от CoinMarketCap. За да не цувам, за нищо не ги бива. Много неточни си цените, много гличове имат, много проблеми имат, все си последни обявите. Чекай, се забравям да ви го покажем. У новите видеа що напишав я, брат? Що напишав я? Аз съм тежка легенда, брат. Значи, луѓе, по-добро и следете го и... защо е ovo толкова мало, бе, брат? Следете го и... Трябва да си го ставам я тук, да... Следете го и CoinGecko. Значи, споредувайте ги и двете. Не само да се онадувате на CoinMarketCap и почнуват да ме нервират. Нещо не е уред с тия луѓе. Почнете да ги следите и CoinGecko. Значи, тук, другари, имам на старите видеа и директно води до волетите, кои ги найдете, например,
Ако го натиснете, значи много малко сменили, не ми свия се нещо дизайно. Преходно ми се повише свигаше дизайно. Сега па трябва да прочум. Отдавна не я бях отварял. Еве тук гледаш кой дава. Интересно, цуп, Ethereum. Значи на MetaMask директно може да го ставите. Значи следете и тук гледайте да следете. Значи има информации доста да църпете. Значи секош ги гледайте и двете. Да се надявам дека и тук ќе стават ово чудо. Дека отиде. Значи ово ми се много свиѓа. Значи да се знае браче кои су Америка и што значи патриотизмо се враќа у Америка за тоа што што знам се тука. Значи американците, они се палат на такви работи, знаеш, Made in America. Solana е Made in America, ама ако не се лажам, се префрлија негде на друго место, негде отидоа нещо, не знам што беше. Ако некој знае, мрзе ме да читам за нив сега, у коментар да пише малко да се активирате. И не забравяйте, другари, лайк, коментари и да споделувате. Декември 2025 дека има награди, не е за милионер дека ме направите менека. Че финтата е колко повише лайкови, колко повише коментари, колко повише споделувате, YouTube алгоритъм го менувате на повеќе луѓе у Македонија да се покажува видеото, разбираш, на македонското говорно подрачје. И македонци ни цел свет што ги има, помагате да се онадува, да се зголемува гледаноста, мислам да се појавува гледаноста, да се појавува кај нив. Значи, фала на сите што ќе споделите, што ќе ставате лайки, што ќе напишете коментари. Поставете некои прашања што ве интересира, не е проблем, ќе направам видео. Значи ово е многу позитивно. Top Made in America Tokens. Тој наслов ќе оставам. Прв наслов на англиски од новата сезона, нека биде. Разгледајте, ово тука може да најдете многу интересни работи. Мамето, на вас ви се оставам там дали ќе се коцкате, тука гледајте ово да го разгледате луѓе. Значи 55 се само. Многу бенефит може да извадите. Американците прво ово ќе го гледат луѓе. Значи американците прво нешто што ќе го гледат, овие новите што ќе опаднат, ќе гледат ово чудо. Гледајте да ги пролистате. Ја и линк ќе ставам доле под видеото. Пошто неам намера милион пораки добивам, значи гледајте луѓе. Еве страната CoinMarketCap. Тука гледате ли? All Crypto, NFT, Categories, Made in USA. Ево, Made in USA. Цап. Ја ќе оставам и линк, пошто сигурно минимум 10 на 20 луѓе ќе напишат: брат, дека бе што Made in USA не видов. Че ја пази, може да го врне видеото. Добро. Што е стандард. Другари, да не ја филозофирам сега 5000 сати, значи тоа е. Гледајте да стоете настрана од тие шиткоини, меме, глупости. Гледајте да си купите достапот на, гледајте си натоварите, истражете го Made in America и гледајте да направите овај bull market profit. Друго нешто интересно нема. Таа слика исто може кој сака да ја разгледа, кој го интересира. Мислам, оти многу луѓе упораки ме прашуваат за овие работи. Па еве да видите кој е некој му текнало да направи connections, колку се точни не знам, али можете да си ја разгледате. Значи кај Джордж, кај Крипторас е самата слика. Че да видим овие легендите дали имат нешто објавено. Ово не ми е јасно само зашо би го, треба да истражам, зашо би го ослободиле. Значи он е креаторот на Silk Road, типо браче направи многу голем криминал. Дали нешто има што не знаеме, не се сеќавам, многу оддамна е таа, мислам дека у библиотека, ако не се лажам, го опсијат тактички као демековијат FBI се степаа и за да му биде отворен. Он не беше тоа. Не слаб сум со имиња, треба да видам што беше финтата. И ово ќе забравив. Ово е многу позитивно и луѓе. Почнете Юпитер берзата да ја кажи го да ја користите. Не е лошо и Юпитер токено да го имате. Значи гледај брат, Юпитер Enter Top 5 Finance App in US App Store. Значи тоа американците да знаете дека многу го гледат.
Што значи дека американците ќе почнат да користат Јупитер. Јупитер е многу мистериозна креација, брат. Како се појави, колку ток airdropи даде и колку е добра и нема никакви проблеми. Еве ја там планирам да продадам Star Atlas DAO. Мелани исто тамука, директно кога ќе натиснете кај нив, директно ве носеше на Јупитер. Значи доста интересно. Оваа берза луѓе треба да разгледате, таа се со Phantom и Soulflare Connect Wallet, само треба да пазите официјалната страна, учиве како се праве. Значи одете на Twitter, пишувате тука Јупитер, така ли? Пишувате Јупитер, еве ја другари, еве ја. Натискате, отвара ви се, значи на Twitter, на X, Twitter, пишувате Јупитер, официјалната страна која треба да најдете, ЦОП, и директно ве носе тука yup.ag и ќе го имате Phantom Wallet, конектирате го Phantom Wallet-о и сте конектирани. Не забравяйте да се отконектирате и тука си ја користите. Имате swap, ама имате и лимит. Чи лимит сами си го наместете шо е како е. Значи, проучете, видете, на мали суми лимит, на поголеми суми, нели, ова на мали суми swap може да направите, само ќе гледате тука колку проценти е тоа, да не е многу high трафик, нешто да ви земе многу повеќе, значи ќе пазете, кога ќе унесете, ќе пазете, ќе гледате тука колку, за колку пари, колку токени дава, колку ви зиме и тука доздоле колку е. Значи тоа е тоа, другари. Made in USA, тоа ми се свиѓа. Чао!